Ковид кризата силно ги погоди луѓето од ЛГБТ заедницата, донесе несигурност, губење на работните места, бездомништво и она што е најстрашно, семејно и насилство од околината. Затворени дома без работа и услови за самостојно живеење со семејства кои не ја прифаќаат нивната сексуална ориентација, многу од нив се соочуваат со психолошко и физичко насилство. Тасим Махмуди има 20 години од Дебарско, кој пред 2 години го напуштил семејниот дом токму поради насилство од семејството. Вели дека во овој период, во време на криза е најстрашно. Омразата и хомофобијата се присутни секаде, дури и на социјалните мрежи. Тој за 25 минути излезе јавно, без да го сокрие својот идентитет, за да покаже дека со ништо не се разликува од своите врсници, иако има поинаква сексуална ориентација. Секако дека има. За жал, овој период најпојќе што се одразува на психолошкиот дел на човекот, а потоа и физичкиот дел. Така да, има, се чувствува таа омраза и уште тоа поголемо зголемување на хомофобијата кај некој, пошто сега и со самите социјални мрежи и со самата ситуација која што ја создаде короната, многу се осмелија да направат као да кажат кои се што се, али и многу завршиле на тоа баш на таа хомофобија и таа омраза и тие физички напади и многу други. Кој што реално не дека еден геј не би посакал тоа да се деси, него апсолутно никој не би посакал да се деси. Пошто како многу мина што потенцирале тоа како некој што викаат као ако го пуштам детето и ако ги види надвор геј луѓето, демеки тоа ќе стане геј. Не геј, не се станува туку така, него тоа се раѓа. Неразбран од семејството, овој млад човек се труди да научи да живее самостојно. Сега е во шелтер центарот, сигурна куќа, каде добил безбедно сместување. Таму е по 3 пат, поради тоа што 2 пати губел работа поради корона кризата и еднаш поради насилство од семејството. Услугите на сигурната куќа и самите менаџери и основачи на сигурната куќа ти пружат баш она максимално што можат да го пружат од самите себе и баш се трудат и да успееш и ти дават доволно простор и предстои и за да заштедиш и да успееш нешто, за да бидеш самостоен после тоа кога ти искочиш од тоа. Пошто реално како што кажав, привремено престој, али стварно ти нудат еден доста добар простор за да се совземиш прво, ако си нешто доживел лошо. Тоа процес на рехабилитација, како што го викаат, потоа ти помага за пронајдување работа, учиш некои работи кои што воопшто не си ги превземал или не си ги практикувал. Јас стварно тука што се вика се научив како е да водам самостоен живот и како е да чувам дом. Од извештаите на Хелсиншкиот комитет и ЛГБТ центарот за поддршка може да се види пораст на семејно и родово засновано насилство со повисоки стапки на злосторства од омраза и говор на омраза врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет за време на кризата, а јавувањата за помош се 3кратно зголемени. Во сигурна куќа како безбеден простор, наменет за најмаргинализираните припадници на ЛГБТ заедницата, помош бараат млади лица најчесто на возраст од 18 до 25 години, а во моментот таму се згрижени 6 мина. Капацитетот е за 7, вели Зорица Николова, менаџерка на сигурна куќа. Имаме зголемен број на луѓе кои бараат помош поради насилство. Значи, ова е нешто што е јасно видливо дека бројката е зголемена, можеби и троstruko. Големиното насилство, особено семејното насилство, партнерското, интимното насилство, има видливи зголемувања на глобално ниво и во нашата држава и дефинитивно повторно
Пријавувањата во сигурната куќа се врз основ на ризикот бездомништво, затоа што многу млади лица, особено на онаа возраст од 18 до 25 години, е бројката која е во моментот најзначајна. Значи највеќе лица на оваа возраст имаат потреба за влез, затоа што при сите тие услови, многу фактори кои влијаат во времето на пандемијата, дома се случува да имаме зголемени конфликти, некако самите овие луѓе се наоѓаат во една независна, репресирана состојба, каде што некако неминовно доаѓа процесот на излегување од плакар неприродно. Самата индивидуа не избира сама да го направи, во тој случај се случуваат оние можам да кажам баш не страшни, од страшни размери последици врз една индивидуа, каде што не е прифатено од семејството, избркано од семејството, и во тој случај се јавуваат на нашата линија и доаѓаат. Акредитиран од Министерството за труд и социјала, на периоди финансиски поддржан, Шелтер центарот Сигурна куќа, кој е основан во 2017 година како подружница на Хелсиншкиот комитет, се надева и очекува и годинава на финансиска поддршка која заради пандемијата досега изостана. Од другата страна на државата, во Тетово, активистот Беки Масани на поинаков начин се бори да им помогне на луѓето од ЛГБТ заедницата. Во време на пандемија, преку неговото здружение ЛГБТ Юнајтед им обезбедува храна, лекови, лекарска помош на тие што се на работна екзистенција или останале без работа. И тој вели дека е зголемено насилството за време на кризата, но луѓето ретко пријавуваат поради недоверба во институциите. Тој самиот е често цел на напади, а минатата година беше крвнички претепан заради неговата сексуална ориентација. Се случува, но многу малце се пријавува. ЛГБТ заедницата, припадниците на заедницата нема доверба во институции, се плашат. Имало случај кога лицето ќе пријави одма во полиција, полицајецот одма ќе им каже на неговите другари, ќе се открие неговиот идентитет на лицето, и тука постои страх. Но се надевам дека овие работи, дека институциите стануваат по-отворени, поводат сметка на тоа како да се чува и да се заштити идентитетот на тие што пријавуваат насилство, дискриминација и така натака. Пак ќе кажам, стресни времиња се, некои луѓе се стварно нервозни, луѓе живеат во депресии, и најтешко за ЛГБТ лицата е да живеат во кругот на семејството, на родителите, а да не бидат прифатени. Значи да секој ден да има насилство, да има хомофобија, да има разни видови на сегменти кои влијаат психофизички на секој ЛГБТ лице. Поради сето ова, во ова стресно и кризно време, повеќето од овие млади луѓе страдаат од посттрауматски стрес синдром, нарушување во однесувањето, депресија или обиди за самоубиство. Николова има сериозно барање до власта, дека е потребно системско решение во ланецот на услуги на сите инволвирани во овој процес, за да им се даде соодветна помош на жртвите, како изголемување на кадарот и капацитетите, но секако разбирањето и солидарноста од граѓаните се најважни од се. Андоновски, во светот се евидентни случаите со насилство врз ЛГБТ популацијата. Проблеми има многу, нема само закани или насилство, многу од случаите завршуваат всушност со смрт на ЛГБТ популацијата. Какова е состојбата, каква е ситуацијата во Македонија? Македонија не е изолиран остров од глобалните движења и она што се случува во светот, така да и кај нас секако дека има насилство, особено со пандемијата и со мерките кои го ограничуваат движењето и кои многу луѓе ги вратија назад
во насилни средини од каде предходно во суштина бега. Така да има зголемено насилство, она што е и со други групи, и со оваа група кај нас е исто така ја пропратува е не доволно пријавување на насилството, со што ние не можеме да кажеме дека баш со некои точни бројки баратаме, но насилството е зголемено, особено со мерките кои произлегуваат од пандемијата. Да, пандемијата всушност е причина и најголем проблем за во врска со тоа насилство, значи сите ранливи категории, и жените, и ЛГБТ заедницата, и останати маргинализирани групи, на кои тешко може да им помогнат институциите. Вие многу пати сте барале, не е тоа помош, тоа е надлежност сушност на органите, на МВР и на други институции. Но тие апели биле низ годините јалови. Се сменили ситуацијата сега? Ситуацијата во последните години малку е променета. Морам да кажам дека имаме повеќе диалог, меѓутоа она што недостасува е таа политичка волја која е во врвот да се спушти надоле низ структурите на институциите. Ние тука гледаме сега. Сега веќе можеме да кажеме дека има политичка волја да се работи на проблемите, меѓутоа нема доволно подготвеност на структурите низ институциите надоле да одговорат на тоа. Затоа ќе треба да работат врвот на институциите, а ние секако сме тука да соработуваме и да понудиме помош, тренинзи или било што, она што е потребно на институциите за да се сензибилизираат повеќе. Јас морам да кажам и друга работа. Со пандемијата за прв пат генералната популација, луѓето во нашата држава и во светот воопшто почувствуваа како е на ЛГБТ и луѓето цел нивни живот — изолација. ЛГБТ и луѓето во изолација живеат и пред пандемијата живееја. Ќе живеат и после пандемијата. И таа изолација е последица на хомофобијата и трансфобијата со кои се задоени нашите општества. И затоа мислам дека во ова невреме кое нас сите не зафати глобално, треба да научиме сите повеќе да се почитуваме, да се поддржуваме и да сме солидарни едни со други. Сега и хетеросексуалните, да речам, луѓе почувствуваа на собствена кожа како е да си во изолација, како е да не смееш да излезеш надвор. И тоа, замислите, ЛГБТ и луѓето претходно не излегуваа затоа што имаше забрана, не излегуваа заради тоа што имаше насилство, заради тоа што имаше хомофобија, неприфаќање, стереотипи, предрасуди и така, исклучување едноставно од општествените текови. И мислам дека ова е време во кое сите треба да научиме повеќе едни за други и да научиме да сме повеќе солидарни едни со други. Од друга страна, за многу луѓе, токму ова пак ги направи многу луѓе да бидат подготвени за овие мерки со изолација и се, заради тоа што ништо ново нас не ни се случи. Таа изолација ние сме ја живееле многу одамна. Да, и луѓето кои ги поддржуваат всушност се исто така во еден вид изолација, можам да кажам, заради тоа што и тие биле предмет на, можеби не насилство, но сепак вербално насилство постои. Но ве молам, Андоновски, за какви случаи на насилство обично станува збор? Што се евидентира во овие случаи? Значи, она што ние го имаме најмногу, добиваме информации преку шелтер од сигурна куќа. Она што е најмногу има домашно насилство, односно ЛГБТ луѓето кои претходно можеби избегнувале
конфликти со тоа што ќе излезеле, ќе отиделе некаде, не, сега веќе нема каде да одат, има мерки, не смеат да излезат од дома и се едноставно насочени едни со други со насилниците кои претходно можеби можеле да ги избегнат. Морам да кажам дека изминатиот период година-две ние веќе имаме забележено и меѓупартнерско насилство, значи насилство во заедници кои ги формираат ЛГБТ и луѓето. Последната година-две нас имаме и луѓе кои се надвор од Македонија и кои побарале за солниште кај нас и кои доаѓаат од други средини, но ние сме им понудиле за солниште и тука морам да кажам дека имаме добра соработка и со МВР, односно со одделот за странци, каде соодветно ги процесуираме сите овие случаи. Ја споменавте сигурна куќа, тоа е најдоброто место кое вие го имате пружено токму за луѓето кои се малтретираат. Одлично функционира и вратите се практично секогаш отворени за тие луѓе. Да, сигурната куќа е редок сервис. Во нашиот регион има само два вакви шелтри, едниот е во Тирана, другиот е во Скопје. И досега навистина добро функционираме, успеа да изгради доверба помеѓу заедницата. Луѓето кои работат внатре се ги имаат поминато сите потребни обуки и едукација за да работат со најранливиот дел од нашата заедница. Успеавме да ја шелтерот Сигурната куќа да ја сертифицираме и во Министерството за труд и социјална политика, така да се работи по утврдени стандарди и процедури. Благодарам за овој разговор, Андоновски. Благодарам многу за можноста, за интересот и за можноста да се искажеме и да пренесеме на луѓето овие пораки и она што нас ни се случува. Ви благодарам. Господине Тецањи, вашето истражување за импактот на COVID-19 пандемијата, особено врз маргинализираните групи, врз ЛГБТ и покажува дека тие се третирани многу лошо. Станува збор за неколку поенти, суштествени поенти за кои би сакала да говорите. Thank you very much for the questions and the invitation. Let me start by saying that unfortunately, LGBTI people come from an already difficult situation when it comes to society, you know. They are already very isolated. They are already very invisible, or at least, you know, the majority of them. And they are limited when it comes to social and community spaces where they can operate, when they can have a good time, see each other, meet each other. So the pandemic, which forced all of us to be more isolated, to be more alone, to be more closed into different spaces at home, or not to travel, not to move anymore, had an even bigger impact on the LGBTI community. So when you think of the community, think of an amplified effect on their well-being. So unfortunately, the pandemic did also something else, according to our research. It also led to increased loneliness, increased depression, because again, when community spaces were closed, LGBTI people couldn't socialize anymore. Secondly, many LGBTI people were forced to return to their homes or their family spaces, where many times they were not accepted by their family. So this led to increased conflict. This led to violence and to many other problems for the community in the family space. And this also led to depression and to mental health problems. In addition to that, the LGBTI community became even more exposed to online harassment. By being most of the time in the home spaces, they had a difficult time socializing with fellow LGBTI people. So they had to be more in the community, in the online spaces. And unfortunately,
in the Western Balkans region, where the community is generally invisible, being online is not necessarily a very safe thing. And we have found that LGBT people have suffered also, ill treatment and harassment in the online spaces, and we are afraid that these things will probably only get worse with the passing of time. In addition to that, the pandemic in general has also affected the economic well-being of LGBTI people, especially many of those who are working in the entertainment industry, in the bars, in the restaurants, in the clubs. They were left without a job, and they have been spending a long time without a job. In the meantime, the research shows also that a disproportionate number of LGBTI people was also left homeless. In many cases, they were kicked out of home because they couldn't pay rent, and sometimes they couldn't return home because they were threatened by the family, and they ended up living on the street or living with friends or constantly being, insecure about having a roof on their head. So all of these have been more or less, let's say, the biggest problems that the LGBTI community has been facing in the last year in North Macedonia, but also across the Western Balkans region. Како институциите сега одговараат на сите овие проблеми кои вие ги споменавте? Our research shows that the COVID-19 pandemic found state institutions unprepared to deal with a situation of such proportions. And again, unfortunately, the LGBTI community was unfairly and unproportionately affected by the pandemic. Here, there are a few cases, a few issues that are worth mentioning more in particular. For many months, for many weeks and many months in the last year, essential health services that were also impacting the LGBTI community were interrupted or not being offered anymore. Here I have particularly in mind trans individuals who are seeking maybe hormonal treatment or a reassignment surgery. They couldn't go to have these meetings anymore. They couldn't travel abroad also to receive these services, and this was a very big problem. In some countries of the region during the pandemic, let's say, for example, spaces where before they were offering HIV services became COVID-19 centers, and then many people could not go to get counseling, to get educational information, to get tested, and to get other kinds of services. Another issue from the community has been, for example, that they had arranged appointments with different health institutions, and these appointments were cancelled, and now they have to restart the process all over from the beginning. So this has been definitely a major issue. Another problem has been the fact that governments unfortunately have generally stopped with their work on LGBTI rights, because all the focus is on the pandemic, on the general health of the population. And this means that for our community, this means that many important policies, laws, and things that need to be put into place are now postponed, are now not budgeted, are now not on the agenda as they should be, because governments are very busy with these things. And also, I think that the pandemic has also shown that the governments of the Western Balkans have been very traditional in their bureaucratic work. They haven't been maybe as digital as they should be, to be able to provide more information to the community online, to the people, to the citizens. They don't have to go to an office to get a certificate, to get a paper, to get an information. And I think this has been a major issue. Also, a very big problem across the Balkans has been the aid packages and the support packages for vulnerable communities and the economic support. Unfortunately,
we are aware that in many places the government has not put the LGBTI community as a vulnerable group that also deserves this kind of support. In this particular issue, our member organizations, like in Macedonia, but also in other countries, have spent many months providing essential services to the community, including food, medications, shelter, because state institutions and other entities were not able to provide these services. So our research shows that the existing inequality has increased, and this unfortunately has not been met yet adequately as a challenge by the governments of the Western Balkans. Mr. Fecani, thanks a lot for this interview. My pleasure. Thank you very much.